Господин Мицковски, решенија носат лидерите. Тоа е, не може само, ама јас не знам, не сум одавде. Значи, мора да даете што ако не се реши проблема. Што? Ја гледате, знаете сите детали. Ова беше пакет. Овој пакет не важи за секое решение, тоа го знаат сите. Што имате вие против Илинден? Кажете. Што имате? За да го тврдите, вие сте лидер на најголемата опозициона партија, потенцијална власт. Што имате вие против Илинден? Кажете го тоа, па да знаеме, ќе одиме на други варијанти да размислуваме, важна ни е опозицијата по тоа прашање. Благодарам. Поелете Мицковски. Господине Заев, ова ми личи повеќе или помалку на детството имаше едни вицови за мали ѓокица како ги замислувал работија. Нема тука пакет, не пакет. Тоа е готово завршена работа, бидејќи го повикувате оној состанок во саботата, кој што патем речено требаше да биде информативен, а не со изјави со заклучоци. Ве замолив, немојте да излагате со оваа изјава. Не ги уривајте преговарачките позиции на Македонија. Процесот не е веќе тука после таа изјава. Ќе биде тука, а грците ќе го одбијат. Тоа и се случи. Така ли беше? До решение. Така ли беше? Абе, така ќе дојдеме во решение. Така ли беше? Кажете. Нема како поинаку. Ставот е јасен. Ама дали беше така, господине Заев? Не го шупотам по телефоните. Јас јавно го Ја не шупотам ништо, господине Заев. Јас сум тука дојден да ми одговорите на прашањата и ја да дадам одговори на вашите прашања. Еве, ве прашувам, дали така беше? Како дали беше? Дали ви го кажав тоа или не ви го кажав? Што да ми кажете? Па вие рековте дека ова ви е прифатливо на вас, само сакате да го видите на документ, по договор, со таймтабл, буквално како временски тоа ќе се реализира. Тоа го кажавте, не кажавте нешто друго.